Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Драги мои, денешното издание Звон започна распеано и соодветно на денот по кој му одаваме почит на нашиот најголем македонски херој, организатор, револуционер и нашиот најголем борец за македонската независна слобода. Да го поздравиме со еден аплауз нашиот најголем револуционер Гоце Делчев. Затоа и дел од денешните содржини во оваа емисија ќе бидат посветени токму на него. Подиумот на Звон е подготвен за талентираните ученици од основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар. Но со нас се и членови на балетското студио Редис. А на самиот почеток на денешната емисија ќе ги повикам девојките Јана, Амелија и Ирена, кои ќе ни прочитаат лични творби кои се обоени во ликот и делото на Гоце Делчев. Добре дојдовте, девојки. Дали сте подготвени да започнеме? Да. Ајде.
Роден во 1872 година, цел живот се бореше за нашата правдина. Водеше револуционерно движење за подобар живот да има македонската младина. Срцето на револуционерна Македонија е тој. Победи редеше во рој. Познат како душата на внатрешната организација, непријатели имаше голем број. Револуционерниот дух го будеше. Послабите ги бранеше. Храбар јунак со ангелски крилја. Учител, апостол, идеолог ни беше. Кога во селото Баница на колена падна. Во таа битка гадна. Целиот народ заплака. Во 1903 година, кога неговата крв полјаната ја прелеа. Гоце Делчев, наша историја. Гоце Делчев, херој на Македонија. Аплауз. Ѓорги Николов Делчев, роден во Кукиш, 4 февруари 1872, загинал на денешен ден 1903 во село Баница. Наш борец, револуционер, човек на кој што му благодариме и со кој се гордееме. Синот на мајка Султана и татко Никола, откако се стекнал со солидно образование, со оформен став и развиен ум, отворил училиште и работил како даскал со цел да ги описмени македонските ученици од сите возрасти. Бил активен член на Македонската револуционерна организација и целосно се посветил на тогашната револуција. Гоце Делчев го дал животот за татковината и ние како македонци му се восхитуваме и поклонуваме на неговиот лик и дело. Аплауз. Херојот Делчев, човек кој зад себе оставил дела со кој се гордее нашата татковина и споделил мисли вредни за проследување. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите, говорел тој. Цитирајќи го, сознаваме дека разликите на народите, нивната култура, нивното писмо ги прави вредни и желни за доказ од нивното е најдобрата. Ова заслужува еден огромен аплауз. Секоја чест. Амелија, бидејќи сте девето оделение, најдобро може да ни кажете како е да се биде дел од вашето училиште. Навистина прекрасно. Првенствено, нашето училиште овозможува слободен глас за сите ученици и сме максимално мотивирани од страна на нашите прекрасни наставници кои патем ги поздравувам со ова. Исто така, нашето училиште учествува во меѓубројни надпревари, меѓу кои и јас и Јана Ирина сме учеснички и добитнички на многобројни награди. Исто така, ние сме и стипендисти од Општина Центар и со ова би кажала дека навистина сум горда што сум една од Гоцевите деца. Аплауз. Јана, вашето училиште има учествувано во многу проекти. Хајде да ни откриеш нешто повеќе. Да, има навистина учествувано во многобројни проекти, настани. Исто така некои од нив се размената на ученици со учениците од Германија под менторство на наставничката по германски јазик Корнела Милевик. Го посетувам Институтот за македонски јазик, каде што исто така го негуваме, Крсте Петков Мисирков, со наставничката по македонски јазик Маја Георгиевска. Исто така работиме многу проекти, исто еден од нив е проектот за меѓународна интеграција под менторство на наставничката по биологија Маја Деспотовска Саридес. И со тоа сакам да ги мотивирам сегашните првачиња да се запишат во нашето училиште, да продолжат нашата историја, да сонуваат, веруваат и учат, како што гласи исто така нашето мото, сонувај, верувај, учи. Така е, се согласувам. Секоја чест. Аплауз за нашите сестрани ученици, кои што навистина знаат како е да се биде дел во едно прекрасно училиште. А ние, драги мои, во приложение ќе имаме уште содржини, затоа останете со нас. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Повторно сме назад во студиото, но овој пат во ликовната работилница на учениците од основното училиште Гоце Делчев. Пајде да видиме што се направивте во оваа работилница. Ќе започнеме со Ангела Кимоска. Јас имам тука нацртано цртеж за Гоце Делчев, каде што
го имам нацртано знамето и планетата и имам напишано мислата што ја кажал многу одамна, но таа сепак уште е жива и важи и таа гласи: јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Исто така имам нацртано и многу други цртежи, имам освоено награда републичка по тема 11 октомври. Аплауз за Ангела. Навистина успешна девојка која прекрасно црта. А од каде црпиш инспирацијата за овие прекрасни цртежи? Дали ти е полесно кога имаш одреден мотив или пак сакаш да црташ природи? Па, мене ми е сеедно што ќе цртам, еве најчесто природа цртам, еве како овој цртеж исто така. Погледнете колку убаво изгледа сето ова. И ова исто така, најчесто природа, затоа што тоа најмногу сакам да цртам. Одлично. Продолжи да го негуваш својот талент. А денеска со нас е и Мија Панов. Денеска го подготвив портретот на Гоце Делчев. Останатите цртежи имам и многу други, некои од нив се овој цртеж и овој цртеж. Имам освоено и 2 награди годинава. Едната е за освоено прво место на меѓународната ликовна изложба за деца и младинци на тема флора и фауна, извор на живот и убавина. Значи дека покрај цртањето ти успешно ги владееш и природните науки. Да. Одлично. А другата награда е за освоено прво место на исто така меѓународна ликовна изложба за деца и младинци 13 ноември. Аплауз за Мија. А во продолжение Јас сум Лила Арси. Денес имав подготвено. Еве, ова е исто така портрет од Гоце Делчев. погледнете Односно колку статуа. убаво изгледа овој портрет. Исто така го имам подготвено и ова. Овој цртеж го имам работено на мојот ликовен курс, кој што многу го сакам и до сега имам Учествувано на многу надпревари. Да, имам и освоена награда на конкурсот 13 ноември. Супер. Аплауз за нашата Ангела. Тука е и Ива Ромевска. Ива, кажи ми дали ти е полесно кога во друштво ги правите сите овие ликовни творби? Па јас искрено кога цртам во друштво ми е повеќе за забава, а кога цртам сама по дома, повеќе ми е за да се фокусирам на техниката и за продукција што ќе биде на Супер. крај. Одлично. Денеска со нас е Стефани Тренчевска. Стефани, што направи ти во оваа работилница? Јас ги изработив овие 4 цртежи и нацртав портретот Гоце Делчев. Прекрасно изгледа овој портрет, навистина вистинско ремек дело. А како ти е полесно кога црташ? Дали кога имаш одреден мотив или пак сакаш дали ти е полесно да црташ луѓе или пак апстрактна уметност? Па и двете ми е подеднакво лесно и обично сакам да имам некаков мотив и инспирација од некаде, например од интернет. Супер. А денеска со нас е и Ива Пеливанова. Ива, што направи ти во оваа работилница? Јас направив портрет од Гоце Делчев. Преубав портрет. Дали може би покрај цртањето те бива и за некои други области? Бидејќи гледам дипломи тука. Да, имам освоено за англиски надпревар, општински и за Која од овие дипломи ти е најдрага? Дали ликовната или пак она за јазиците? за јазиците. Дали може би во иднина сакаш да бидеш професор по некој јазик? Па Или пак сликар? не знам, и двете се убави. Така е, се согласувам. Продолжете да го негувате вашиот талент, за еден ден да станете успешни како што е сликарот Джим Дейли. Во продолжение ќе видиме зошто постојано сака неговите слики зошто постојано сака преку неговите слики да испраќа пораки. Детството е најбезгрижното и најсреќното време во животот. Време без грижи, време во кое што играта трае и трае. Детството минува, но спомените остануваат. Убавината на секојдневието. Сликарот Джим Дейли почнал да слика на 12 годишна возраст. Денес негови дела има во музејски колекции и во приватни збирки. Уметникот вели дека топлите и убави мотиви на неговите слики го осветлуваат сивилото на секојдневието, исполнето со многу грижи, а тоа навистина секому му е потребно. Многумина ни кажуваат што е уметност, а што не е уметност. Како тоа да се направи или да не се направи. И додава:
Ако можам наблюдувачот да го поведам на патување, макар и да е сентиментално, во светот на најдобрите другари и верните пријатели, во светот на мајките кои што знаат како да не насмеат и се што не е во ред да го поправат, значи дека со моите дела успеав нешто да соопштам, да кажам, да пратам порака. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. I've got a fever, Can you check? hand on my forehead, Kiss my neck. and when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now, 'cause I don't really wanna cool it down. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now, 'cause I don't really wanna cool it down. Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. Браво, девојки, за овој преубав настап. Во Звон постојано ви подготвуваме интересни содржини и ви испраќаме убави пораки, а постојано ве едуцираме и забавуваме. Пред малку ве забавувавме со членовите на балетското студио Ребис, а јас сум во друштво на Мила, која ќе ни открие како е да се биде член во ова балетско студио и како тече една проба во вашиот танцов клуб. Па првин се загреваме на почетокот, па на почеток на година стално ги сручуваме коreografиите и од прилика околу крајот или бидејќи почнуваме во септември, кон ноември имаме некои надпревари или следната година во мај и април, но сега поради короната моравме да престанеме. Така е. Па сега забрзо и овие се први настапи и се надеваме дека ќе имаме уште надпревари. Ви посакувам уште многу успеси, а во продолжение ќе настапиш. Со што ќе се представиш и дали уживаш кога танцуваш? Да, мене многу ми убаво кога танцувам. Овој танц го открив кога имав околу 8-9 години. Претходно играв други, но овој многу ми беше поубаво, бидејќи многу емоции може да се представат во него. И оваа точка ќе е за пандемијата која што ни се случи сега. Одлично. Со нетрпение очекуваме да те видиме. Подготвена си? Да. Ајде, повели, подиумот е твој. Аплауз за неа.
Дали имате пријатели од друг град, во друга држава, на другиот крај на Европа или во Америка можеби? Како се дружите со нив? Онлайн, така? Дали сте успеале да издржите контакт повеќе од една година? Дали некогаш сте договориле повторна средба некаде во светот? Јас имам пријател кој го запознав на интернет. Тој живее во Турција. Минатото лето ми беше на гости. Каква агенда имав направено, не сакаше да си оди. Па, онлайн пријателства, баш и не повеќе како онлайн познаници, кои ги луѓе што ги знам на интернет од различни игрици, од комуникации, од преку други пријатели и држам така со нив контактите еднаш месечно, еднаш неделно или некоја игрица ако играме. Ама не сум близок така со луѓе преку интернет, затоа што постојат опасности, додека не го видиш во живо, не знаеш со кого си имаш работа и кој и што е. Онлайн пријателствата, искрено не сум имала лично искуство да стекнам едно, но исто така и сум лично скептична на таа тема за онлайн пријателство, но сепак мислам дека си исто така еден убав дел од животот, кој што секој треба да го има. Па, јас сретнав еден пријател на онлайн и сватив дека тој учи доста блиску до мене и живее и прераснав во навистина добро другарство, меѓутоа, за жал, после известно време изгубивме контакт. Јас имам онлайн пријатели, имам се уште онлайн пријателства, но обично тие јас барем ги заборавам. Јас мислам дека многу лесно може да се заборават. Особено ако не се допишувате со таа личност или ако немате видео или аудио повици. Онлайн пријателство сум немала и искрено не верувам, бидејќи имам многу предатори на социјалните мрежи и може многу да се наштетам сама на себе. И моите родители дома ми имаат држано лекции дека општо социјалните мрежи се страшни апликации кои што можат многу да не наштетат и да не злоупотребат информациите, па затоа не сум се ставила во ситуација да разговарам со некој онлайн што не сум го познавала. Немам онлайн пријатели, но верувам дека можат да успеат некои онлайн пријателства кои што се блиски другарите и некој се пресели во друга држава и мислам дека ако се сака, се може да се постигне. Ако е битна личноста или битна ситуацијата, мислам дека имам време, но за муавети кои што немаат смисла, мислам дека не би одвоил време, бидејќи може многу попаметни работи да се прават. Моето онлайн пријателство започнува пред неколку години, каде што се запозна со едно девече во една мала држава во Европа. И потоа ние немавме друг начин да го продолжиме нашето другарство, освен онлайн. Најпрво, имавме голем контакт, се допишувавме цело време, но после некое време тоа другарство згасна. И сепак вие сега ме потикнавте да повторно да пишам. Од ова можам да заклучам дека успешноста на пријателството, онлайн и воопшто, зависи од тоа колку сакаме тие луѓе да ги задржиме во нашиот живот. Бидејќи ако сакаме, ќе најдеме начин, а ако не сакаме, ќе најдеме изговор. Повторно сме назад во студио во друштво на учениците од основното училиште Гоце Делчев, кои се дел од проектот Сите пееме иста песна. А со нас е Саша, која сите добро ја препознавате, таа е нашата звезда од детскиот серијал Дајте музика. Да ја поздравиме со еден огромен аплауз. Но денеска Саша има друга задача, а тоа е да ни открие што се чинува овој проект и која е неговата порака, бидејќи самиот наслов има многу моќна порака до сите нас. Ајде, Саша, почни. Во нашето училиште се спроведе проектот меѓуетничка интеграција со наслов Сите пееме иста песна. Проектот го водеше наставничката Маја Саридис, заедно со наставничките Маја Георгиевска, Орнела Милевик, Викторија Боровска, Снежана Васкова и Сузана Турунџиева. Учениците од 5 до 9 одделение истражуваа за традициите и обичаите на сите народи што живеат во Северна Македонија. Учениците ги истражуваа македонската, српската, турската, босанската, бугарската и грчката култура и традиција, како и нивните стари народни песни. Кога ги презентиравме резултатите од истражувањето, заклучивме дека сите имаме многу сличности во однос на традиционалните јадења и празнувањето на празниците. А најинтересно е што сите имаме иста стара народна песна. На македонски тоа е песната Ој девојче, девојче. Учениците што работеа на проектот, а беа некаде околу 90, ја научија да ја пеат песната на оригиналниот јазик и изработија паноа со традициите и обичаите на одредените народи.
Од сето ова произлезе и кратко видео кое беше објавено на нашата веб страница. Сега, дел од учениците ќе ја испеат песната на 3 јазици. Аплауз за овие ученици кои ги шират нивните пријателства и ја негуваат традицијата. Но пред да почнете да напоменам дека денеска на пијано ќе ве придружува вашата наставничка Сузана Турунџиева. Да ја поздравиме со еден огромен аплауз. Y'all ready for this? 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 Y'all ready for this?
Аплауз за нашите ученици. Во овој блок кој забилува со талентирани ученици ќе го заокружиме со настапот на исклучително талентираната Дени Жерновска. Да ја поздравиме со еден огромен аплауз. Дени, како е да се биде повторно во Звон? Дали ти е убаво? Мене ми е многу убаво, што и ке кажам јавно дека ми е многу убаво кога сум на сите телевизии, особено кога пеам, кога танцувам, кога играм и кога сум со својата најсакана и најдобра компетиторка Сузана Турунџиева. Секако... Аплауз! Секако не би била тоа што сум да не се сите останати наставнички Маја Ѓоргиевска, Маја Саридис и другите. Огромен поздрав до нив. Поздрав до сите наставнички, да ги поздравиме со еден огромен аплауз. Само се нешто да кажам. Ова песна ја напиша мојата прекрасна наставничка, корепетиторка, Сузе Турунџиева, и јас сум пресрекна што ги пеам нејзините зборови. Браво, Дени! Ова заслужува еден огромен аплауз. Сузана, како се вика песната и од каде ви дојде идејата и инспирацијата да ја напишете? Дени сама по себе ни е на сите нас неисцрпна инспирација. Ние сме почестени што ја имаме Дени во Гоце Делчев центар и на вистина благодарение на оваа силна поддршка на нашите прекрасни ученици, на наставничките, на нашата директорка Маја, кај нас има 5-6 мај, сите се вредни како пчели и сите останати наставнички, наставници, целиот персонал ги поздравуваме, а Дени ни е на сите инспирација и подсетник за тоа дека во животот не постои пречка која може да не спречи. На вистина Дени ни е светилник во Гоце Делчев и многу ќе ни недостига бидејќи е деветоотеленка, ама ветите дека ќе ни биде постојано присутна и понатаму кога ќе продолжи во средно училиште. Така, Дени, инаку песничката се вика Музика и песна секој ден. Музика и песна секој ден и ни е подсетник дека во животот секогаш треба да има музика и песна и сите зборови еден ден да станат само волшебна музика и песна. Така е, Дени, се согласувам. Ова заслужува еден огромен аплауз. Секоја чест, Дени. Дали си подготвена да започнеш? Јас сум подготвена. Јас сакаш да те придружувам? Може би така ќе биде најдобро. Одлично. Ајде, верувам Дени. дека ќе уживаат Повели сите кои ќе подиумот ни е твој. Со нетрпение очекуваме да видиме што ни подготви. Дете што се гали рано наутро, јас почекам мојот час по музичко. Музиката е нешто многу посебно за мене и за мојот детски свет. Има ли нешто друго поубаво на овој свет од музика и песна секој ден? Нема ништо друго поубаво на овој свет од музика и песна секој ден.
Чека школски звон и не е само сон, со песна баш е убав овој свет. Со желба една имам, наставничка да бидам, со музика и песна секој ден. Има ли нешто друго поубаво на овој свет од музика и песна секој ден? Нема ништо друго поубаво на овој свет од музика и песна секој ден. Y'all ready for this? 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 I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking of that, maybe I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down. No, I won't let you down. 'Cause I could be the one. 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 I see him blue, I see him blue, I see him blue. Oh, when you see everything in red. There's nothing that I wanna do for you, do for you, do for you. Oh, 'cause you got inside my head. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking of that, maybe I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Браво, девојки! Пред малку ги видовме најмалите и најсладките членови на балетското студио Ребис. А сега ќе ја повикам Софија за да ни открие со колку ги подготвуваат овие навистина прекрасни кореографии. Ние кореографиите ги правиме со наставничката Леона Тазовска, но некогаш ќе дојдат во придруштва и други наставници и заедно вежбаме и ги коректираме. Одлично, поздрав до наставниците, а во приложение ти ќе настапуваш со соло, така Софија? Да. Одлично, дали си подготвена? Повели, подиумот е твој. Аплауз за Софија.
laying in the silence, waiting for the sirens, signs, any signs I'm alive still. I don't wanna lose it, but I'm not getting through this. Hey, should I pray? Should I pray? Yeah. To myself, to a God, to a Savior who can unbreak the broken, unsaid these spoken words, find hope in the hopeless. Hold me out the train wreck, unburn the ashes, uncheck the reactions now. Not ready to die, not yet. Hold me out the train wreck. Pull me out, pull me out, pull me out. Pull me out, pull me out. Underneath our bad blood, we've still got a sanctum home. Still a home, still a home here. It's not too late to build it back, 'cause a 1 in a million chance, still a chance, still a chance. And I will take those odds. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Убаво ја одбележивме денешната емисија во чест на нашиот великан Гоце Делчев, а на подиумот на Звон се наоѓам во друштво на второ деленчињата кои подготвија прекрасен рецитал заедно со наставничката Сонја Илиевска Гоџирова. Дали сте подготвени? Ајде да почнеме. Кажи ми, тато, Гоце Делчев кој е, зашто е име на училиштето мое? Најголем јунак, чедо би тој, животот го дал за народот свој. Во лута борба со турчин се биел, но јутро со душманот и кафе пиел. Слободата на Македонија ја сакал ете, тоа бил Гоце, мило мое дете. Делчев, војвода, на 4 февруари во Кукуш роден, храбар и силен меѓу народот омилен. Беше херој кој храбро загина за слободата на татковината на 4 мај во Баница. Ти благодариме, Гоце, за твојата сила. Во сите животи ти си славен. Името Гоце Делчев на нашето училиште стои. Патронен празник славиме и ветуваме, дека нема да го заборавиме. Браво за второделенците кои навистина прекрасен рецитал подготвија за најголемиот великан и македонски херој Гоце Делчев. За жал, дојдовме до крајот на денешното издание на Звон. А за да го одбележиме овој ден на нашиот великан Гоце Делчев, ни помогна учениците од основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар. Аплауз за нив! Но со нас беа и членови на балетското студио Ребис. А најдобро е да завршиме како и што започнавме, да танцуваме заедно во ритамот на Green Forces. Дајте музика! Се случи